Добро утро, Јована. Да, пред Националната опера и балет сме стационирани за ова трето линковско вклучување ова утро на тема култура, петок на 21 јули во рамките на Скопско лето, чија програма веќе во континуитет овие неколку недели се реализирани или оваа 2023 година во главниот град. Концерт ќе одржат нашата млада оперска пејачка Ивона Нацевска и нејзиниот гостин од Италија Антони Чача. Во фоајето на Националната установа Национална опера и балет ќе се случи концертот. Јас ова утро разговарам со Ивона, која што поради линкот малку порано денес требаше да дојде на работа од вообичаено неколку часа. Добро утро. Добро утро, Ване, на тебе, добро утро сите гледачи на Марат. Предпоставам дека се е подготвено за концертот во петок, но со Антони имате интересна приказна, како двајца уметници се спојуваат и ова ќе ви биде всушност прв концерт заеднички баш дома кај тебе во Скопје. Да, така е, ова се случува за мене по прв пат. Антони Чачо е уметник од Италија, тој живее тамо и интересна спојка од две држави. Многу ретко во последно време може да видиме уметници што се спојуваат од различни држави, па така ова за мене е едно многу големо искуство и плюс за мене, бидејќи се разбере, јас сум релативно прилично млада. И Антони првенствено е покани кај него во Италија, но поради некои причини јас не можев да отидам тамо, па решивме тој концерт да го изреализираме тука во Македонија. Како луѓе кои што работат иста професија, се наоѓате на социјалните медиуми, почнувате за работа да си комуницирате и всушност така доаѓа, нели, идејата за ваша соработка. Да, интересно е нашето запознавање, бидејќи ние се имаме запознаено на социјалните мрежи, со помош на социјалните мрежи, иако тој еднаш беше тука во Македонија, одржа мастер-клас по пијано, но понудата за соработка и идејата за концертот ја понуди он баш преку тие социјални мрежи. Каква ќе биде програмата заеднички или ја работевте околу 50 на минути ќе трае целото тоа концертно случување? Што ќе биде опфатено на програмата? 50 минути ќе трае поради времето дека е многу топло и луѓето да ги натераме да може да издржат до крај да се да го проследат концертот. Концертот ќе биде поделен на два дела. Едниот е заеднички првиот дел, а другиот на негова иницијатива ќе свири соло сам, затоа што имаше некои композити што тој самиот инсистираше да ги изведе тука во Македонија. Ќе се најдат дела на Рахманинов, на Шуберт, на Римски-Корсаков, Шопен и многу други познати композитори. Верувам дека се е веќе подготвено за концертот во петок, само не кажавме во рамките на Скопско лето, меѓутоа влезот ќе биде бесплатен? Да, влезот е бесплатен, кој сака, кој може, кој е во можност да слободно нека дојде да го проследи тој концерт. Смеам да кажам кај година си родена, 99-та година, релативно, затоа и кажав млада оперска пејачка, но читајќи твојата биографија навистина со доста успеси, досега доста гостувања пред се од државите кои што се истакнуваат, каде што досега имаш гостувано, но и освојувано награди, тоа се Србија и Бугарија. Меѓутоа твоите почетоци се во Тетово. Кога ќе се спомене Лале, веднаш го знаеме детскиот хор. Не знам дали постои се уште. Да, постои. Добро, чисто прашувам да знам како информација, тоа е една традиција на градот и убаво ето што го добив поврат на тој одговор, таму ја почнуваш твојата кариера од мала. Да, на своја 5 годишна возраст станувам член на детскиот хор Лале, кој подоцна со годините возраста преминувам во Менада, но паралелно одам и во двата хора додека не полнам 17-18 години, па се фокусирам само на хорот Менада, поради мои причини исто така подоцна го напуштам хорот, се вработувам тука и тоа е тоа, од тука трга моето патешествие со музиката. Така, од државите кажав во Србија и Бугарија имаш учествувано на голем број на концерти и на голем број на надпревари. Ако можеме нешто не од оние што ти се осеќавање, туку од последните гостувања да издвоиме? Пред короната беше тоа, бидејќи знаеме сите пандемијата кога не зафати, никој ништо не можеше да прави, никаде не можеше да се оди. Последно ми беше баш настапот за надпреварот во Бугарија, за руска романса, каде што јас добив награда и за најубава оперска пејачка и за вокалните способности.
Последно што се случи, тоа беше лани во ноември месец, мојот прв солистички концерт со мојот уметнички соработник Андреја Наунов. Тоа не беше надпревар, него тоа беше мој солистички концерт кој се одржа тука во фоајето на Националната опера и балет. Тој концерт беше поддржан од Министерство за култура, Националната опера и балет, многу исто така помогна во сето тоа и голем број на фирми седеа позади тој концерт. Верувам дека и после активностите летово се подготвувате и за нова сезона во Националната опера и балет од септември, но за тоа ќе се видиме понатак. Така, има се спремаме, еве сега ќе најавам дека се спрема и Лидија од Македонија со моите колеги, они спремаат, ние сме тука да им подпомогнеме и тоа е тоа. Благодарам за гостувањето во Македонија наутре за оваа најава. Подсетуваме уште еднаш и во на 21.7, тоа е во петок, во фоајето на Националната опера и балет, концерт со Антони Чачо од Италија. Така е, многу ве благодарам. Да ги поканиме уште еднаш нашите гледачи. Од колку часот беше? Од 20:30 часот во фоајето на Националната опера и балет, концерт на Ивона Насевска сопран и Антони Чачо пијано од Италија. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Ние со овој разговор ќе го одјавиме ова линковско вклучување во едно сите линковски вклучувања за ова топло утро Јована од Скопје. Ние сме под сенка, меѓутоа и под сенка во овие утрински моменти, 9 часот и 15 минути, навистина е времето топло. Тоа е предвестник дека пред нас е уште еден долг топол летен ден и се разбира уште еден ден кој што ќе го живееме зафатен од оној топлотен бран што овој дел од Европа ја зафати во изминатиот период. Толку се одјавуваме пред Националната опера и балет.